единствениот кандидат за председател на Македонија кој што во екот на кампањата доби 2 кривични пријави, Максим Димитриевски. Добре дојдовте во студиото на Аредон. Кратка најава дадов затоа што и нема многу тука што друго да се каже. Добар ден и на вас. Мислев ќе ме најавите дека сум еден од ретките кандидати кој што успел да собере толков голем број на потписи директно со граѓанска подршка. Па некако ви ги потопија потписите со кривичните пријави. Да ви кажам, веќе видена работа за мене и на локални избори беше многу слично, со уште поголем притисок и сега. За мене само мотив повеќе, а вистината ќе излезе на видео. Јас веќе реков и за тие фамозни кривични пријави, и за тоа судење, и сето тоа ќе се скрши како ќе се урне како кула од карти преправото и правдата, затоа што нема никакви аргументи. Тука штитам јавен интерес на граѓаните, а спречувам една огромна градба која што треба да загрози школска амбуланта и најголемото училиште во Куманово. Од аспект на право, јас сум постапал согласно ингеренции, но симптоматично е, вие немате во историја на оваа држава ниту еден кандидат во еден ист месец да биде повикан 2 пати пред обвинител и 2 пати на суд. Тоа кажува за нив, а не за Да, мене. некако многу брзо почна да се одвиваат процесите, па дури на суд многу чудно брзо дојдовте во време кога гледаме како се одвиваат судењата. Па јас велам, ние имаме наменско правосудство и тоа мора да го срушиме што поскоро со една сериозна реформа, бидејќи истото правосудство е поврзано и со високото ниво на корупција и криминалот во системот и во делот на онаа што значи предистражна постапка, и тоа е се наменски направено за да служи на поединци кои што се во системот или поврзани со системот и преку кои всушност корупцијата политичка која што имаме во државата енормно се збогатуваат тие кои што се на власт, граѓаните кои што ги бираат со такви методи, и едните други се штитат од различна позиција кај да се инсталирани. Моја обврска е обврска, верувам, на граѓаните и на тие кои што и мислат добро на Македонија, да го демонтираме таквиот наменски систем кој што го имаат создадено веќе, го создаваат 30 години, но тоа интензивно се случува последните 10-15 години и ги менуваме. Едните доаѓаат други. Тие другите се уште полоши од претходните, а после 4 или 8 години пак ќе дојдат истите стари и ќе бидат уште полоши, а граѓанинот е згазен на подот и секогаш излегуваат на избори со празни пароли, ветуваат едно, мислат друго, прават трето. Тоа мора да се сопре. Македонија мора да придвижи напред и многу пати ме прашуваат зошто оваква кандидатура. Се со цел да го охрабрам народот и затоа и добивам голем број на напади, видите. Се воведува систем два лоша убише Милоша. Значи се организираат тие таквите компрометирани што никогаш во живот ништо немале и со прст покажуваат на тие кои што семено секогаш традиционално работеле, имале, создавале и правеле и ги покажуваат како криминогени, а тие најкриминогените всушност се најчистите во очи на јавноста. Тука влегува и делот подкупени медиуми, подплатени, гледате, 10 милиони евра пари за медиумска кампања, платена политичка програма, 9 милиони евра ги добиваат големите партии, 700.000 евра ги добиваат малите парламентарни партии и 300.000 евра сите партии. Денеска подпишаме кодекс за фер избори, тоа е форма, чиста фарса. Ние како партија добиваме од цел тој колач од 10 милиони евра, за парламентарните избори 8.000 евра. Тоа е смешно и сега едните излегуваат од фрижидер на луѓето, а другите, доколку не е информативната програма и она законска обврска на медиумите да не пренесат подеднакво, воопшто и ќе не нема во јавност. Но ние одиме во непосредна кампања, разговараме со луѓето и ја гледаме, ја примаме енергијата и се обидуваме да ги смениме нешто. Дали ќе успееме, ќе зависи од граѓаните. Добро, Димитриевски, зошто имаме двојни избори, зошто одбравте да се кандидирате за председател, а не одбравте да бидете носител на листа? Првично, како носител на листа, вие делувате само во таа изборна единица. Многу е лесно вие да скокнете од градоначалничка во парламентарна фотелја, но не е целта моја да скокнам од фотелја во фотелја. Добро, и двете ги знаете како се одвиваат. Една година, неполна година бев пратеник, водев сериозна комисија, потоа добив на локални избори, на последните како независен кандидат подржан од граѓаните. Јас со овој пример сакам да покажам дека излегувате од мандат кој што го имате
и влегувате во една трка со цел да ги охрабрам граѓаните. Да им покажам со пример дека може нешто да биде поинакво. Бидејќи граѓаните не виделе до сега нешто друго освен црно-сив свет. Овие истиве што се вртат 30 години, дали е тоа СДСМ или е ВМРО ДПМН, е актуелното раководство на СДСМ, или пак од албанскиот блок, кај што се поделени на два блока кои што се борат исклучиво за гола власт, дополнително и овие, никому ништо не фали. Направите една анализа кој, например, бил процесуиран сериозно и осуден, ќе видите дека од Дуи никогаш никој, а повеќе од 20 години на власт се. Значи, безгрешни се. Од друга страна, сите коруптивни сделки се вртат околу нив. И решив да излезам на едни избори и со мој пример да ги охрабрам граѓаните, бидејќи ова е само почеток на процесот. Сметам дека на овие избори првично ние имаме голем знак прашалник што тоа ќе се случува. Никој не може стриктно да ги прогнозира резултатите. Сите анкети кои што беа лиферувани служат исклучиво за креирање на јавно мнение, не за сондирање. Има една огромна група на граѓани кои што не се изјаснува на анкетите. И покрај останатите граѓани, тука е таргетот, бидејќи сметам дека граѓаните треба масовно да излезат на избори и со тоа да испратат јасна порака на сите политички субјекти и на сите политички елити, а нека добие тој кој што се стекнал со довербата на граѓаните. Дали сме исти? Граѓаните сметаат да, но јас велам не сме исти. Ние сме различни, знаме брзо растечки политички субјект, имаше безброј нагаѓања кој тоа ќе биде во знаме, ги гледаме луѓето, обични луѓе, образовани луѓе, интелектуалци, луѓе кои што значат во своите средини кај што делуваат, значи универзитетски професори. Имаше и крило незадоволно од СДСМ кој што дојде во знам. Па да ви кажам, не само од СДСМ, и од ВМРО ДПМН, и од други политички субјекти, од поранешни политички партии, но најголем број на луѓе кои што воопшто никогаш не се занимавале со политика, се одважија, дојдоа се, бидејќи сметаат како што би рекол народот ножот е дојден до коска. И ова е последниот момент кога можат да се коригираат работите во општеството. Воспротивно, Македонија ќе продолжи да тоне во проблемите, криминалот, корупцијата, правосудството, нема правда, значи неказнивост. Ние крахираме на сите полиња, да не зборувам за економијата, развој на економијата, економскиот раст. И ќе стане приватна држава, која што ќе ја поседуваат грст политичари, а сите ние останати ќе им бидеме во функција на нив. Не треба да биде обратно. Да, околу криминалот, корупцијата ќе разговараме малку подесно кога ќе дојдеме и до парламентарните избори. Сега за председателските, дали според вас председателот има доволно ингеренции во Македонија и што вие би направиле како председател? Па председателот има сериозни ингеренции, првенствено самата функција, институција во државата председател сама по себе е пресериозна. Вие добивате поддршката и силата од граѓаните на непосредни избори. Но за жал, кај нас истата не беше практикувана од многу поединци кои што ја вршеа таа функција, во функција на граѓаните и за граѓаните. Тие беа председатели во функција на политичките партии кои што ги предлагаа и секогаш внимаваа да не се огрешат кон политичкиот субјект за да добијат можност повтор пат да бидат кандидирани. Значи, нам ни треба председател со интегритет, со карактер, со дигнитет, кој што достоинствено ќе ја представува државата надвор, а во очите на граѓаните ќе биде председател за сите граѓани, едноставно ќе биде некој гарант во делот на имплементација на останатите власти. Зошто? Ние сме парламентарна република, а гледаме дека парламентот е во втор план. Владата, извршната власт, е таа која што со камшик удира по законодавната власт. Тргнете од себе. Колку имиња познавате во парламентот? Во минатото го знаеме скоро целиот состав. Денеска не ги ни познаваме. Луѓето не ги ни следат седниците на парламентот. Зошто? Тој се доведе сам себе си во таква позиција. Се нема случајно парламентот да не изгласа некое законско решение кое што ќе се понуди. Ако во периодот на Груевски тој беше штанц машина за производство на закони, денеска тоа се случува исто, само се оди со европско знамеце во скратена постапка. Последната измена на кривичниот законник потврди едно ниво на висока соработка помеѓу позицијата и опозицијата. Зошто? Затоа што се обезбеди кворум од страна на опозицијата. За еден закон кој што ги амнестира конкретнава сегашна политичка елита, а и претходната за која што и застареа голем број на кривични предмети. Недозволиво е, значи, вие еден обичен граѓанин да одговара
за обично кривично дело, додека функционерот да не одговара. Еве, ако на некој нему во овој момент, поради тоа што јас имам едно такво процесуирана приватна кривична пријава, не по службена должност, која што гарантирам дека ако има правда и ако има правна држава, нема да биде секако пресудена до крај, бидејќи нема дело, но сепак не може и недозволиво е од позиција на носител на јавна функција вие да не одговарате и вашата одговорност да биде многу помала отколку на еден обичен граѓанин. Значи, тоа е создавање на трансформирање на желби на владеачката елита во закони кои што се имплементирани. Јас како председател ќе се ставам во функција на граѓаните, ќе бидам председател од граѓаните, за граѓаните и со граѓаните. Едноставно, сите законски решенија кои што во јавна дебата, за кои што во јавна дебата има сериозна забелешка од страна на јавноста, на граѓаните, ќе бидат вратени на повторно разгледување. Тоа ви е мандатот, имате право. Со тоа им укажувате на тие во парламентот дека погрешиле. Вашата политичка тежина е многу поголема од аспект на добиени гласови отколку било кој пратеник во собранието. И должен е да ве удостои со тоа што ќе размисли по втор пат, бидејќи џабе вие власт, ако вие работите спротивно волјата на своите граѓани. Ние имаме посредничка демократија, која што функционира во моментот. Од друга страна, функцијата председател ја релативизираат токму представниците од извршната власт и од политичките субјекти. Функцијата не го прави човекот, туку човекот ја чини функцијата. Еве ќе земеме една паралела да направиме со соседна Србија, слични устави, слични надлежности. Видете таму како котира председателот на државата во очите на извршната законодавната власт, а како кај нас е третиран председателот. Замислите, со устав му е дозволено еднаш да се обрати во собранието на годишно ниво. И секако сметам дека со вистински избор, на вистински профил на човек може и како да се имплементира функцијата председател на државата, која што првично ќе го обединува народот, од позиција на председател ќе создадете клима за создавање на национална стабилност, значи обединување и на позицијата и на опозицијата, дефинирање на црвените национални линии на државата и представување. Кои се вашите црвени представување. национални линии, затоа што ги споменувате многу често во говорите? Кои се според вас националните црвени линии? Па тие И се дали се поминати? Па видете, тука треба да ние како македонци да научиме од нашите сограѓани албанци. Тие веќе ги имаат дефинирано нивните национални црвени линии. Тоа се македонскиот идентитет, јазик, култура, историја, значи во континуитет македонско национално единство, бидејќи факт е дека ние, нашите предци изградија Македонија, првично почнаа од Крушево, потоа во Асном, добивме независна држава, 90-та година со референдумот нели се отцепиме од федерацијата, станавме независна држава, ја добивме државата на дланка и од тогаш наваму ние Македонија од година во година ја трансформираме од прост тип на уредување република во сложен тип на држава. И тоа се случува еден процес. Значи, ако продолжат вака нештата, македонците ќе се разнебитат, ќе си заминат од Македонија. Кој ќе остане овде? Затоа е потребно личност која што ќе понуди една таква платформа. Политиката можеби ќе биде различна помеѓу политичките субјекти, но црвените линии ќе се дефинираат токму по овие претходно наведени прашања. Тоа и така да знам по парламентарните избори, бидејќи сметам дека нема да има влада без овој нов политички субјект, пред да влезе во било какви преговори со останатите политички партии, ќе понуди една национална платформа од која што ќе побара истата да ја поддржат и да ја потпишат. Дополнително таа национална платформа ќе помогне и во делот на имплементација на реално мултиетничко општество, бидејќи ако вие не се разберете во македонскиот блок, залудно е да трошите време да формирате мултиетничко општество со останатите етнички заедници, а во овој случај ние креираме биетничко општество, додека малите не ги ни споменуваме или само ги користиме по потреба. И тоа мултиетничко општество треба да функционира во целост. Во моментов ние зборуваме за мултиетницизам, нам децата ни се разделени во основно и средно училиште. Јас бев една од оние ретки генерации, 94-та, што прославивме матурска
прослава после завршување на гимназија со македонско оро, со шота и со српско коло. Ја до ден денеска со сите тие албанци, срби, власи, турци кои што учевме генерацијски сум другар, тука се изродија тие пријателства. Дополнително надоградив такви мултиетнички пријателства и во армијата кога служев. Ние сега немаме задолжително воен рок служење, не можат луѓето да се зближат. Ние зборуваме за мултиетницизм. Дали би го вратиле вие, например, тој воен рок? Па видете, Македонија гради професионална армија и потребно е да вложува во своите капацитети и ресурси, бидејќи во регионот сите се наоружуваат. Ние во делот на колективната безбедност сме под шадорот на НАТО, но треба да имаме таму и обврски. Треба да се зголемат средствата за опремување на арма и да добијат нашите армиски припадници поголеми услови за работа, бидејќи во моментов реално ги немаат. Дополнително да воведете задолжителна војна обврска е многу тешко, бидејќи поминавме низ еден таков период, но најмалку што можеме е да воведеме двомесечна предвојничка обука, да секој свој граѓанин го способите да биде воено способен и дополнително способен и за справување со кризи. Видете, поминавме низ шумски пожари, поминавме низ тешки пожари, поплавите не се никогаш исклучени, гледајте каква глобална промена се случува во светот. Вие треба да имате подготвено население да е во функција на државата. Со тоа, со имплементација на еден таков проект за предвојничка обука, не само што ќе го обучите населението, туку дополнително ќе изградите нови мостови на пријателства. Исто така може да се негува соживотот преку тоа. Бидејќи јас од позиција на градоначалник, секогаш кога се реализира еден школски училишен турнир, дали е тоа во кошарка, фудбал, кога имате тимови поделени по етничка основа, вие немате зближување, имате раздалечување. Да, кога ќе ги измешате, тогаш го постигнувате ефектот. 2016-2017 вие бевте дел од тона флоскула која што беше кажувана цело време, едно општество за сите. Дали сметате дека профункционира тоа или има многу нешто што треба да се смени за да биде така? Па видете, тоа е многу сериозна идеологија, едно општество за сите, кое што де факто треба еден ден да создаде нација. Тоа значи во Македонија сите треба да бидат македонци. Државјани на Република Македонија, македонци. А кој од каков етником потекнува, тоа е нешто друго, но за жал не е така. Мене ми се сруши идејата за тој концепт од моментот по изборот на Талат Џафери. При првата посета на Црна Гора, кога Талат Џафери од позиција на председател на собрание се обрати на албански јазик кон својот колега, од другата страна, јас веднаш реагирав за тоа, му реков дека го крши уставот, тој се коригираше, но сватив дека всушност ние сме се залажувале едни другите, дека неговата цел била таа што е денеска, да биде премиер, првиот премиер албанец во историјата на оваа држава, што по мене не е никаков проблем да биде и албанец, и турчин, и ром, и србин, и било што, доколку ја почитува државата, државните символи, одбележја. Видите што видиме? Ние видиме само еден гол триумфализам од негова страна, како оди по етнички албански села, се слика со албански знамења како да е премиер на Албанија, а не на Македонија. И тоа не е едно општество за сите. Јас ја почитувам неговата етничка припадност. Јас сум човек со голема толеранција, но мене како македонец тоа ми ги повредува чувствата. И тоа создава фрустрации кај македонскиот народ. И е недопуштено. Затоа јас верувам во дека може Македонија да изгради едно општество за сите, но ако се фати за работа школски да ги решава работите, ако ги спои децата во училиште, ако работи на тоа во континуитет, значи ако едноставно сега гледаме например борба за проекти, албанска паралелка во чашка, тоа се случува више некој време назад. Се случуваше. Видите, неколку месеци назад. Трагично е што тоа така се нарекува. Кога ќе слушнам албанско училиште, мене тоа ме асоцира на училиште во Албанија. Ние имаме паралелки на албански наставен јазик и училишта во кои што се предава на албански, турски или друг наставен јазик. И формулацијата е многу лоша. Тоа е исто како ќе направите паралела помеѓу мултиетничка држава и мултиетничко општество. Мултиетничка држава е феномен кој што не постои никаде во светот. Да, мултиетничко општество, културни
права, сите други права кои што излегуваат од мултиетницизмот. Но државите по својот облик се делат на прости и сложени републики, монархии и сложените федерации и конфедерации. Друга формулација и дефиниција во теорија на држава. И право немате. Но некои експерти почнаа да го наметнуваат тој наратив во општеството и еве како вие денеска и се користат таквите фрази. Инаку јас сум поборник да младите се спојат. Но за тоа е потребно време и тоа е еден цел процес. За тоа треба да се подготви нашата држава. Во моментов на Македонија е најпотребно. Значи, согласно моите предлози, да исфрлиме целосна стратегија за борба против корупција и криминалот, бидејќи корупцијата ја гази државата, ја уништува државата. Да се изнајде начин со една стратегија за брзи економски реформи во државата, за да се подигне BDP-то. Што тоа значи? Сето тоа што е суровина, да го извезете како полупроизвод. Полупроизводот да го трансформирате во производ и да го извезете надвор. Дополнително IT секторот да зајакне, услугата да биде уште поквалитетна, бидејќи реално се наплаќа, доаѓаат девизи за таа работа. Еве овде е пример како тоа функционира. И сите тие пари кога ќе влезат, да влезат и во буџетот, не само во приватните џебови на поединци, и по дефолт вие ќе имате покачување на BDP. Штом ќе имате покачување на BDP, вие ќе го зголемите и животниот стандард на граѓаните. По дефолт ќе се платат тие кои што работат многу поквалитетно, а некако на овој начин 70% за политичката елита повеќе, за граѓаните ништо. Срамно е еден професор во образование да предава за 500 евра месечно. Ние сме на дното во целиот регион. Значи, како ти ќе го образуваш младиот човек, кога тебе тој што го образува не ти е стимулиран. И кога сето тоа ќе се постигне, ќе дојдеме до ниво на самоодржливост на Македонија. Ќе се зголемат приходите, нема да се зголемат даноците и таксите. Видите, кога направиме една анализа, тоа е по примерот на Муе Куманов. Ние таму ја зголемиме приходната страна на буџетот, него и качиме таксите. Но најбогатите луѓе не плаќаат данок. Тоа е проблемот. А сиромавиот е оптеретен до максимум. И затоа воведуваме со тие дополнителни средства ни за социјални програми кај што плаќаме месечни комунални давачки на најсиромашните. Тие мора да добијат сиромашните можност да се подигнат малку и да се усогласат со тие што се побогати. Бесплатен јавен превоз за сите граѓани и така натаму, еден голем број на проекти, финансиска стабилност на општината и така натаму. Добро, нели е малку тажно да зборуваме за Македонија, секако 2024 година сме, нормално е дека треба и компјутерскиот дел да го гледаме да се развива и сето тоа, но толку плодна земја имаме во Македонија и таа да биде останата неискористена. Имате ли начин, еве како партија, знам за наша Македонија, како би им помогнале на земјоделците, како би ги стимулирале да ги има повеќе, наспроти она што се случува сега се помалку и помалку? Па видете, првично земјата треба да се даде во рацете на вистинските земјоделци, не на велепоседниците. Македонија со ваков начин на функционирање во делот на земјоделието се трансформира во времето на феудално општество. Тиморо-спахиски систем, комплетен. Значи, вистинскиот земјоделец треба да биде аргат кај велепоседникот. Сите вистински земјоделци треба да добијат подеднакви можности, дополнително и да добијат земјиште. Бидејќи на крајот на денот, кога ќе видите, ќе запалите кола, ќе прошетате низ Македонија и ќе видите какви тоа површини се посадени. Голем дел од тие површини што не се посадени, се дадени на концесија на одредени фирми блиски до едната, другата или третата власт. И тие не се работат. Тие само фиктивно се обработуваат за да се добие субвенцијата на крајот, додека на еден обичен земјопроизводител кој што работи 2, 3, 5 хектари, му исплаќаат субвенција околу 500 евра, од друга страна таа фирма инкасира милиони евра субвенција. И дел од тие пари повторно се враќаат назад кон политичката елита и влегуваат во партиските каси, со кои што пак подоцна за време на избори се плаќаат овие скапи кампањи. Зошто мене не ме видите, например, во кампањата и јас сакам да држам митинзи на специјални бини, озвучувања со артисти, глумци и така натаму, но тоа чини. А видите ги митинзите на поголемите политички партии, кој тоа го плаќа на крајот? Граѓаните, од кои? Од тие коруптивните пари. Така, дали имате начин еве како да се среди правосудството? Гледаме колка е довербата, паѓа секоја година, па скоро и до нула сме
стигнати од доверба од граѓаните. Како мислите дека ќе се среди правосудниот систем во Македонија, затоа што мислам дека и нема граѓанин кој што не се пожалил од него? Па, согласно стратегијата која што ја нудам, која што реков дека во првите 100 дена ќе излезам со предлог тим и стратегија за комплетна борба против корупција и криминалот, тука го ставаме и правосудството. Ние имаме наменско правосудство во моментов. Не предвидувам ветинг, бидејќи ветингот е еден вид на амнестија, значи ќе му најдете забелишки и по дефолт потоа тоа вие како амнестија, тој нема да се занимава повеќе со таа работа. Тие луѓе треба да одговараат. Има многу обесправени граѓани во Македонија кои што во нашите судови не ја најдува правдата. Има голем број на предмети кои што се влечат. Дали се тоа по приватни тужби, дали се тоа казнени дела по службена должност или пак се економски дела, стопански предмети, стечајни постапки се влечат повеќе од 20-30 години. И тоа мора да се санкционира. Тој кој што работел на тој предмет, тоа е еден цел систем на луѓе, вклучувајќи ги и судиите, и голем број на поротници, обвинители, стечајни управници и така натаму, мора да се стави крај. Но тој не смее да добие шанса повторно да го работи тоа, дополнително треба да одговара за тоа. Ветингот му дава можност да биде амнестиран. А не можам со прст да покажам на сите. Имате голем број на професионалци во системот кои што многу ревносно си вршат својата работа и на крајот на денот таквите луѓе во системот се секогаш во ќошот и секогаш небитни. Се до моментот додека судиите ги бира парламентот. Тоа е политичка одлука. Вие ќе имате политички прилагодено судство. Во моментов јавна тајна е дека судството е поделено на 3 дела. Суди блиски до ВМРО, суди блиски до СДСМ, суди блиски до ДУИ. Тоа мора да се демонтира. Ние мора да добиеме граѓанско судство. Суд кој што ќе суди во име на државата и граѓаните и ќе суди согласно закона, не согласно политичкиот притисок или убедување. Јас сум бил сведок во неколку случаи кои што јас сум ги водел, да на крајот добиам одговор од еден обвинител, па вие многу подобро знаете дека тоа така не може и тоа така не иде. Тоа е општо неприфатливо, не само за мене, за било кој. Како тоа ќе го направам? Председателот има надлежност во делот на делегирање на 20 уставни суди, кај што за Уставниот суд е посебна приказна и ако своевремено беше столбот на судството, сега мислам дека е истиот само девалвиран од страна на поединци кои што го водат, дополнително во Републичкиот судски совет со своји представници кај што ги делегирате, вие ќе морате од негде да тргнете да работите. Воспротивно, повторно, во овој случај може би не холандската, но некоја друга амбасада ќе ви дојде и ќе ви каже ги блокираме средствата за реформи во правосудството поради тоа што има високо ниво на коруптивност, селективно постапување и така натаму. Македонија не заслужува. Ние сме 1,5 милион тука во државата и како можеме добро да се организираме. Најголемиот проблем е значи големата политизираност на институциите на системот и час поскоро мора да се ослободиме од тоа. Сами нема да си заменат. Граѓаните мора да поддржат опции кои што размислуваат вака, кои што ќе работат не само на зборови, туку и на делови, ќе се избориме со ова. Јас со тоа се изборив во Куманово и направив тим кој што функционира непристрасно. Не можам да кажам дека се е идеално, тоа е еден процес, но се случуваат големи промени, големи разлики и резултатот е видлив. Бидејќи имате имплементација на проекти, имате пристапност, ве оценуваат за пристрасност, за пристапност на институциите, за транспарентност во работењето и дополнително имате своји средства на жиросметка. Ако една општина била презадолжена, трета најзадолжена со над 12 милиони евра, прва беше Охрид, втора беше Тетово, трето беше Куманово со Карпош. И сега истата таа листа повторно е Охрид, Тетово, Карпош, Куманово го нема. Сега Куманово е најстабилната, значи има резултати. Нема ММ. Не може да има и пари во буџетот и да имате корупција. Или имате пари и не работите ништо, или имате корупција и немате пари. Овде има и пари, има и безброј реализирани проекти и така ќе продолжиме. Добро, ајде малце додиме и кон надворешната политика. Некако природно се наметна нови избори дека повторно ќе се кршат копијата помеѓу она што значи договор со Бугарија, она што значи договор со Грција, кој што веќе и одамна е потпишан и одамна се случат тие уставни измени. Какви односи ќе гаите со
овие соседи, но општо и со соседите, и што мислите дали може нешто да се смени во однос на прашањето со Бугарија, кога веќе оној протокол го потпишавме? Па видите, првично сите договори меѓународни имаат две страни. А имаат и арбитар. И дополнително од договорот излегуваат и права и обврски. Прескампанскиот договор е тој што е, но исто така има обврски и кон другата страна, во однос на Грција. За жал, таму немате уште една табла Македонија да ви пишува, Северна Македонија. Нема. Грчката страна не превзема ништо. Од друга страна, Добро, тоа за таблите малку ми е мене дискутабилно, лично ме назборувам, затоа што ги гледам и нашите табли се Скопје, Софија, нема никаде име на држава во ниту едни табли. имате ознаки ГР во Македонија, и како на автопатиштата, таму нема никаде. Ниту МК, ниту МКД, ниту МНМК, како што е сега, ниту пак има Северна Македонија, има само една табличка Скопје и толку е. Но како и да е, тоа се треба да биде предмет на анализи и тој кој што е арбитрот треба да се погрижи да се имплементира тоа, ама ние при тоа треба со нашата дипломатија да дадеме забелешки за сето тоа. Ние тоа не го даваме. Зошто? Се однесуваме во дипломатијата како недораснато дете. Зошто? Затоа што бирате министри за надворешни работи од аспект на сегашниот министер. Ја повеќе имам чувство дека тој е министер за надворешни работи на Косово отколку на Македонија. А од друга страна, тој не е дипломат од кариера. Вистинските дипломати од кариера ви се поќошињата во министерството, а надворни се пуштени во најголем дел партиски активисти, поддржувачи, кои што со политички договори, ќе го земам случајот со избор на амбасадорот во Љубљана. Значи, тој беше лидер на политичка партија, беше министер за локална самоуправа и како награда го испратија дипломат во Љубљана. Па тој Д од дипломатија не знае. Како е тоа дозволено? Тоа е еден од подобрите кои што го пуштија. Ете, имаше луѓе кандидати за амбасадори или за дипломатски мисии кои што излегуваат од градски кафулиња и кафичи по предлог на ДУИ. И тоа е погубно за нас. Затоа и ги губиме дипломатските битки на секое ниво. По однос на договорот со Бугарија, тој договор беше скриен од очите на јавноста, беше потпишан. Мислам дека и до ден денеска не е објавен во целост. Како резултат на истиот уследи потоа декларација во Бугарското собрание, која што декларацијата беше стана составен дел на протоколите кои што ги потпишува првично Димитров, а потоа и Османи. Имаме два протоколи и имаме преговорачка рамка врз база на истите, која што преговорачка рамка според мене треба да се направат дипломатски напори да истата се измени со цел да се заштити македонскиот јазик, идентитет, култура во континуитет и собствената македонска историја која што ја креирале нашите предци. Ние може би имаме заедничка историја не само со Бугарија, и со други држави. Тоа се позитивни моменти и тие ќе се искористат за зближување. Но Македонија и македонскиот народ си има собствена историја која што е дел од светската историја и меѓународно признаена. И јас го дадов решението како може да се реши овој проблем, бидејќи е наметнат проблем од страна на Софија. За нас како народ ние сме многу флексибилни. Мислам дека е општо прифатливо да ги внесеме и другите народи во уставот, но не сакаме тоа да го направиме под притисок, уцена, закана, при тоа да не негираат. Значи, но самите амандмани кои што ќе бидат уставни да бидат применливи од моментот кога Македонија ќе стане полноправна членка на Европската унија и бидат истата таа одлука ратификувана од сите парламенти на државите членки на Европската унија. На еден начин првично ќе се заштитиме од други блокади кои што во меѓувреме би дошле од Софија, бидејќи се покажа како непринципијално, од друга страна и ќе се изврши одреден притисок за реципроцитет за спроведување на одлуките од нас Меѓународниот суд за човекови права од Страсбург во однос на граѓаните од Бугарија кои што се чувствуваат дека се дел од македонскиот народ. Значи мора да имате вие некој реципроцитет, во спротивно Македонија треба да прави отстапки во континуитет. Сега актуелната власт сето тоа го сервира, дека ние го губиме темпото за членство во Европската унија и велат ако го направиме ова сега, ние ќе влеземе 2030 година во Европската унија. Јас најодговорно тврдам дека Македонија, ваква каква што ја
оставаат они во моментов. Не може да влезе во Европската Унија, затоа што таму имате 35 поглавја кои што треба да ги исполните. Ние се уште не ги исполнуваме стандардите по однос на Европската Унија за Каков е планот на почитување знам тие. за Европската Унија? Кога мислите дека еве според вас и според правилно водење на државата би влегла Македонија во Европската Унија? Јас мислам дека Македонија првично треба целосно да се реформира однатре, да стане само одржлива држава и дополнително да го води процесот со европските интеграции. Нам ни е битно да го почнеме преговарачкиот процес од неколку аспекти. Првенствено да станеме поблизу до Европската Унија, во меѓувреме со една силна дипломатска офанзива, значи да одиме да разговараме со нашите партнери во Европската Унија, бидејќи факт е дека имаме многу партнери таму, но не ги користиме. И едноставно јасно, недвосмислено да ги кажеме своите ставови што е тоа за нас прифатливо и неприфатливо. Бидејќи и господинот Фархеј е исто како и нас европеец, и ние сме родени во Европа и тој во Европа. Тој имал среќа да стане член на Европската Унија, ние немаме, но се обидуваме да станеме и еден ден сигурно дека ќе бидеме таму. Но не по цена на националниот државниот интерес. Не дозволи во една држава членка на Европска Унија да вас ве негира, дека вашиот јазик е дијалект на бугарскиот јазик, дека вие постоите како граѓанин од 45-та година и дека вие немате континуитет, дека нашето 7-8-минско оро е нивно. Тоа е се автохтоно македонско чисто и на крајот на денот не мора да се убедуваме, ќе одиме во еден Сандански, ќе запееме било која песна и секој бугарин таму ќе ви каже тоа е македонска песна. Зошто тоа Софија да го негира? Треба да се реши проблемот на релација Софија-Скопје со посредништво од нашите европски и НАТО партнери, а треба да вклучиме и дел од нашите стратешки партнери како што се Соединетите Американски држави. Така, какви ви се односите во моментов со Социјалдемократскиот сојуз? Па јас имам со сите принципиални односи, но при тоа во било каков момент исклучувам соработка со ова актуелно раководство на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи тоа јас носи најголемата одговорност зашто една државотворна партија се трансформираше во ваква партија каква што е денеска. Партија која што се откажа од крушевските и асномските принципи, едноставно згази се. И не дозволиво, јас пораснав во таа партија, но за жал ниту тогаш, ниту сега се согласувам со ова актуелно и претходното раководство. Ја гледам вината и одговорноста и не оставам простор за соработка со нив. Дополнително имам многу контакти со поединци во таа партија, но и со луѓе од ВМРО-ДПМН. Многу принципиално разговараме денеска на подпишување на кодексот за изборите, исто така имав многу конструктивни разговори со представници од едната и од другата страна. Ние сме своји, знаме нов политички субјект, јас не се враќам да гледам назад, одиме напред, нашата цел е да се представиме на граѓаните, да слушнат кои сме, што сме, какви сме и да се одлучат, да имаат опции. Бидејќи граѓаните се тие кои што ја бараат третата опција. Еве излегуваме, ја формираме заедно со нив и ја нудиме. Дали ќе не препознаат, тоа е нивна одлука. Да, кажавте претходно дека ќе има начин како знам би коалицирала со некого. Дали сега еве отфрлате можноста да коалицирате со Социјалдемократскиот сојуз доколку имаат доволно пратеници да формираат следната влада, односно дали ова сега што го кажавте значи дека вие би коалицирале со ВМРО-ДПМН или би останале опозиција доколку секако не бидат прифатливи условите? Па видите, гледајќи ги нештата како се одвиваат помеѓу нив, помеѓу тие два големи политички субјекта, нема да ми изненади и коалиција помеѓу актуелното раководство на СДСМ и ВМРО-ДПМН. Во тој случај ние како знам ќе останеме со граѓаните, ќе бидеме конструктивна опозиција. Во секој случај отфрлам било каква коалиција со актуелното раководство. Можна постизборна коалиција со актуелното раководство на СДСМ, бидејќи сметам дека треба да поднесат една огромна одговорност за сето тоа што се случува и што се случуваше во минатото. И многу од поединците кои што имплементираа власт треба да одговараат пред законот. Ви благодарам, Димитриевски, на разговорот и ви посакувам успех на изборите кои што се практично за една недела од денес.